Верувам дека бевме доволно интересни и забавни да го направите вашиот омилен пиелок и да продолжите да го гледате она што ние го имаме заедно со нашите извонредни гости. Со мисла застанавме кај министерот за спорт или ќе упатиме критика или пофалба? Столе? Не, далеко од тоа дека е за критика, меѓутоа ако анализираме 32-34 години самостојност на Македонија, многу работи мислам дека треба да се сменат она што го напомена во законот за спорт. Не треба многу, работите се решливи, меѓутоа ние стоиме некако во место, порано стоевме во место, сега се враќаме назад. Кој како сака нека свати. Зошто? Затоа што кај нас се уште 3,5 децении, не знам, сведоци сме секоја година избор на спортисти, секоја чест за сите спортисти од било кој спорт. Не се направи ни еднаш разлика меѓу олимписки и неолимписки спорт. Прва работа меѓу тимски и индивидуални спортови. Трета работа меѓу спортови кои што не во ниту еден сегмент не соработуваат со Светската антидопинг федерација. Атлет, спортист, може да биде светски, европски, не знам каков шампион, кој што нема биолошки пасош од ВАДА, не може да биде номиниран за спортист. Малку да украдевме од нашите соседни земји закони, промени, избори, комисии и така натаму, мислам дека ќе одевме многу напред. Проблем е повторно системот. Многу сме оделе назад, за да треба време да помине од добри 10 до 15 години, меѓутоа сериозна работа. Повторно се законите, повторно е системот, а работата, праксата, тренерска едукација, спортисти и така натаму, оставяте на луѓето што веќе прават резултати во невозможни, нереални услови и мислам дека резултати не може да нема, меѓутоа треба трпение и треба цврста рака. Колку младите ова ги демотивира? Па нема да си земам за слобода да зборам за тимските спортови, меѓутоа за индивидуалните спортови, моментот што веќе вие на 19-20 години млад човек спортист, пливање, триатлон, велосипедизам, веќе ви е во залесна кариера од X причини, дали се тоа студии, дали е тоа примораност да бара чаре со работа за да заработи да екзистира, вие веќе имате ветеран на 20-22 години. И многу се ретки луѓето, со исклучок на некои, така да кажам, 20, 3, 5 индивидуи кои што успеваат после 25-та, после 30-та година, односот е максимално професионален, а вие немате тоа ништо, значи вие не сте ни аматер. И настанува разочарување, ви имате мотивација од клуб, можеби имате мотивација од федерација, тренери и така натаму, меѓутоа мотивацијата е едно, дисциплината, системот што ви овозможува да напредувате е сосема друго. Мислам, 21 век сме има толку напредни технологии, размена на искуства, тренери, едукации, кампови, со подобри атлети. Нашите соседни земји кои што се многу конкурентни во Европа и во светот, поготово во тие спортови, да кажам, базични, никогаш ништо не превземавме, стоиме во место и мислам дека ќе ни треба време да се помачиме. Зошто пред 30 години или 20 бевме понапред отколку што сме сега? За времето нелогично е, затоа што за времето во кое што тие имиња во тие спортови, каде што да кажам на Олимпијада сме имале по 10-15 члена делегација, борачи, пливачи, кајакари и така натаму, го правеа условите точно како правеа и тренерите. А меѓутоа го правеа условите. Вие сега, ние сме единствена, ја не знам дали има втора земја у свет што базен не може да функционира 365 дена во годината. Тоа е дебакал и не може некој да ме убеди се гради. Кај се гради? Праксата, реализацијата и резултатот. Значи до сега ќе никнеш од 30 години барем втор олимписки базен. Вие веќе во Србија имате во мали градови од 20, 30, 50 илјади луѓе олимписки базени, во најмала рака 25 метарски базен. И сега ние тука демагогија правиме како ние градиме, како ништо не се гради. Додека едно е реализација идеја, а друго е на дело правење резултат. Треба години. Благодарам за дигитализација не ни треба години, мислам дека некако напредуваме во тој дел, но јас се надевам дека во секој дел ќе напредуваме. Малку да смениме атмосферата со едни интересни прашања што се пред нас. Анита, повелете посегнете кон прашањето како единствена дама да го разбиеме моментот меѓу џентлмените околу вас. Филип исто, Столе исто, посегнете кон прашање, одберете си, ова се најлегитимните избори во Македонија. Анита, можеш да си го прочиташ прашањето? Прочитете го на глас и одговорете. Не прочитете го на глас. Да, на глас, за да знаат и гледачите. На што си најмногу горда? На многу работи сум горда, морам да кажам искрено. Можете една да одвоите? Да, ќе одвојам можеби неколку, меѓутоа на многу работи сум горда. Една од работите на кои што можам да издвојам дека навистина сум горда е начинот на кој што успевам да го изменаџирам целокупниот тековен ден, живот, особено од кога станав сопруга и мајка.
Морам да нагласам дека не застанав никогаш. Мене навистина, јас сум воркохолик, мене кариерата ми беше навистина многу важна секогаш. Ден денес ми најверојатно ќе ми биде. Но немаше да успеам да бидам толку колку што сум успешна, не знам дали сум многу или малку, не велам дали сум многу или малку, но немаше да бидам тука каде што сум ако го немав целиот сапорт систем околу мене. Да ги поздравиме пред се сите, дојден пред се сопругот, целокупното семејство од мајки, свекрви, целокупниот тој систем на браќа, сестри и така натака. И навистина се обидувам буквално така да ги пораснам и моите деца, затоа што никој сам не може, сите сме дел од еден тим и верувам дека сите за еден човек доди напред, многу луѓе треба да му даваат ветер во грб. Поддршка. Секогаш давам ветер во грб, исто така, секогаш аплаудирам на нешто што гледам пред себе, без разлика дали се работи за личен успех, кариерен успех, за најобична, да кажам, убавина која што успеал некој да ја постигне. Верувајте премногу во себе и секогаш правете го тоа во што вистински верувате. Ако внатре нешто ви кажува дека тоа што ви е наметнато или дека треба да го правите ќе успее без ваше верување во него, нема да успее. Значи исклучиво правете работи во кои што навистина верувате. Јас не можам да работам работа во која што не верувам, на пример. Напротив, јас цел живот работам работи, затоа сум исто многу благодарна. Сум влегла во една IT индустрија во која што сум привилегирана да работам. Не сите индустрии се исти, така што секогаш работете го тоа што го сакате, за да сте најдобри. Секоја чест убаво е да се има така голем систем во кој се функционира. Филип, повелете? Што е ли твоето прашање? Како го запозна твојот најдобар пријател? Ова е многу тешко прашање. Прво, во денешно време најдобар пријател се дали најверојатно тој од дете, сите што ти останале пријатели. Најчесто, да, од тие години. Бајда сигурно низ малските дружби или низ школите. И не можам да кажам дека имаш еден најдобар пријател. Да не се налути никој ако имаш повеќе сега. Така да, мислам дека низ тие малски дружби, низ тие спортски активности и слично, не можам да одвојам некој години дефинитивно се најчестите пријателства. Да, се некако интереси, све некако сега во денешно време бизнис аспекти или немање време или немање време, така да. Добро. Столе, кој е вашето прашање? Кој те инспирира, која личност е твојот идол? За инспирација... Како точно прашањата ми се погодија. Не сакајки. Инспирација, па некоја посебна инспирација како некој рол модел, зборам на човек, не поддршка е мојата фамилија, моето семејство, која што цела овие години, значи прво од моите родители, нормално како што спомена Анита, се поддршка од свое најрано детство. Откако станав нели сопруг и татко, фамилијата е таа која што има клучна улога, затоа што не е само нели вие нешто да имате цел и да правите доколку немате поддршка, доколку нема баланс. Така да во насока на инспирација, главна поддршка за да бидам мотивиран и инспириран е, па ќе кажам, најблиското семејство. Второто прашање, која личност е идол, би рекол како рол модел спортски имам два. Едниот е Новак Џоковиќ со целото тоа негово функционирање и мајндсет. Вториот е од светот на триатлонот Јан Фродено. Интересен избор. Да, а во мото светот Мајкл Данлоп, човек кој што е 10-кратен шампион на таа позната Isle of Man трка. А јас мислев ќе кажете сопругата. Идол? Го следевте последниот натпревар сега Џоковиќ? Да, да. Јас навистина, значи одамна не сум била така пред телевизор, дали сега? Ајде, издржи се, гледаше на лицето дека веќе нема сила, но неговите изјави, дали губи, дали победува, навистина секогаш се толку позитивни. И мотивирачки. Мотивирачки, значи човекот не залудно е човек, да, има луѓе кои што нели најдоброто секогаш го спорат, меѓутоа пак ќе кажам како човек и тој мајндсет е вон серијски. И кој не влегол ни приближно во тоа функционирање не може ни да замисли што значи. Така. Но ајде, и вие сте идол, верувам, на многумина, па да започнеме со фотографиите од Столен, да видиме што тој ни издвои, ни сподели и да ги коментираме истите. 2018-та, ова Ocean Lava трка во Котор, поставени 4 часа и 18 минути, мислам дека 16-то место од 245 европски куп long distance, 7,9 пливање, 21 км трчање и 90 км возење велосипед, тоа е истата година. Ја споменавте исхраната. Која е вашата исхрана во вакви подвизи?
Четвртиот спорт во триатлонот е исхраната, односно навремениот внес. Што се случува? Многу луѓе, бидејќи имате вие различни периоди во текот на трката, каде што се чувствувате навистина спремно и психички мокно и физички и така натаму. Меѓутоа, моментот е што доколку немате навремен внес од електролити, шекери, соли и така натаму, најчесто данокот го плаќате во делот на трчањето, така да во делот на возењето на секој 20 до 25 минути се клучни вие да имате навремен внес. Дали е тоа протеин бар, дали е гел кој што ги содржи сите оние кофеински или безкофеински моменти, шекери, соли и така натаму, е клучно за вие да бидете конкурентен во делот од трчањето. Доколку тоа не го направите, само е прашање на време кога ќе биде она познатото hit the wall со глава во зид и тоа е тоа. Или отказ или одење до целта. Ова е Будимпешта. Мислам дека тоа беше мојот прв официјален завршен half Ironman со 4 часа и 19 минути, тоа е 2016 година. Одличен резултат, завршив 54 од 1754, беше светски куп. Секоја чест. Вклучувајќи ги професионалците нормално, кои што имаат посебни. Ова е едно интервју за Финска триатлон федерација, каде што нивен секретар и да кажам, ајде, основач на финскиот триатлон беше гостин во Македонија, сакаше да направи интервју и тоа е на Олимпискиот базен во Скопје. Ова е слика, фотосесија не е ова спонтано, далеку од спонтана фотографија, се работеше за афирмација на нов модел на Garmin часовник. Луѓето одговорени од маркетингот за Garmin направи една навистина интересна приказка со неколку луѓе, ме одбраа мене и беше едно дводневно, тродневно дружење низ предели низ Македонија. Иначе конкретно ова е на делот од Средноводно према Пантена, патот, така да делува како да е Швајцарија, 5 километри од Скопје. Баш убаво. Ова е една фотографија, почетоците на бев дел од тимот одговорен за сите тренери во фитнес центарот Палестра во Изгейт. Се правеше една фотографија за сите вработени тренери, менаџери, супервизори и така натаму. Ова е 2023 година на терасата на фитнес центар Палестра. Ова е исто така една фотосесија, тоа е пределот према Берово, према езерото на Берово, на местноста Бланица. Беше атрактивна таа кацига која што ја носам, па беа инспирирани некои луѓе да се направи некој интересен фото. Живеете во соседство и навистина кацигата печатлива е. Така да и тоа е дел Македонија. Ова е фотографија за време на тренинг, тоа е подготовка пред мојата трка на Задар Халф 2024 година, кај што всушност беше поставен најдобриот македонски резултат, 4 часа и 9 минути. Ова е Ватовци во Скопско, помеѓу Илинден и Текија. Интересно место и убав предел за возење. Без многу сообраќај. Следна фотографија. Ова е многу интересно, каде што и вашиот велосипед е на мотор. Да, често каде што патувам низ Европа, го носам и мојот велосипед, тоа е специјален држач, универзален, кој што се приспособува према тие така наречени плотни кои што ги носат моторите. Веќе сум го видела ова до сега, морам да признам. Да, најголем хит е на границите, значи од цари, нарници до полицајци често застануваат и сликаат. Иначе ова е новиот, веќе не е 3-4 години е Пелешац мостот во Хрватска, од местоста Комар на Клек. Често сум во Хрватска на трки. Својот велосипед го носам така, ми е многу попрактично за патување, доста атрактивно. Меѓутоа знае да биде, особено во делови кога патувате низ Европа, каде што има ветер, единствена негативна страна се оние така наречени бочни ветери кои што знаат да го носат моторот лево-десно, меѓутоа се на се едно убаво искуство. Следна фотографија. Ова е патување према Црна Гора на R6, R7, тоа е само на 60-70 км од Скопје према Приштина. Интересна фотографија, случајно не бев сам, бев со еден мој добар пријател. Беше интересно, зајди сонце, целата фотографија беше кропната, ствари бидејќи се губеше доста на резолуција, меѓутоа повторно во план е не толку зајди сонцето, колку сликата во однос на кацигата и кацигата е таа што да, во случајов ја прави фотографијата. Повторно. Иста шема, но со друг мотор.
ова е на горниот дел према Цетиње која се спуштате према Будва. Од островчето кој што се гледа се Будвански Хавај. Моторот е BMW K1600 GT, исто заминувам на трка во Хрватска, во Задар. Се исти сетап, само моторот е од претходната година смена. Често менувам бидејќи правам доста километри за да бидам во игра за продавање, бидејќи кај нас мотор со многу километри тешко се продава, да. Ова е излез од вода во Задар, поточно во местост на Затон. Во први 10 луѓе од вода, 1,9 км пливање, завршена трка за 4 часа и 9 минути. Се работи за една доста атрактивна трка, имаше 295 стартери, завршив 20 во апсолутна категорија. Ова е финишот по завршување на трката во самиот ресорт, во Затон Холидей Ресорт. Со оваа фотографија ќе го затвориме вашиот сплет на фотографии. Нордкап е дестинација многу посакувана за сите кои го сакаат. Аджилак за моторџи би рекол, особено последниве 15-20 години. Целта за освојување на Нордкап кај мене беше сосема друга, во тие километри да можам да излечам што е можно повеќе сертифицирани вожњи во Ironbat асоциацијата и потврдено станав и првиот човек во Европа кој што успеал таа делница до 8490 километри да ја помине за 133 часа, значи во двата правца. За вас не треба многу повеќе време. Ви благодарам на фотографиите. Да, ви благодарам на фотографиите, на се она што ни го споделивте. Одиме со фотографиите од Анита да видиме што таа ќе ни сподели и да ја запознаеме малку поразлично. Започнуваме со богатството, Анита. Да, значи јас немам толку големи успеси како колегата, сега сме веќе колеги, пошто исти предизвици иста пасија имате. Ова е поголем триатлон. Овие двајца се поголем триатлон од сите триатлони. Најтешкиот богам. Може и нели да се вртат дел од сликите побрзо, но ќе раскажувам повеќе од приказки и моменти во животот кои што сега ги живеам. Тоа е еден момент каде што имам два сина, привилегија огромна, 11 и скоро 9 години. Како се нивните имиња? Роберт и Максим. Роберт е постариот, Максим е помалиот, комплетно различни. Пубертет. И по лик и по прилик, но тоа што сакам да го нагласам и ќе има тука неколку слики од тој аспект дека сме во ситуација една во која што уживање и шетањето со нив. До пред малку време, односно пред само неколку години бевме во фаза пелени, па имавме тука преживувачки активности со сопругот од друга смисла. Сега веќе сме и сите мислам дека треба да го живееме моментот во кој што сме во една ситуација во која што уживаме заедно со нив. Уживаме да им покажеме сите убавени, тука сме во Рим. Роберт, постариот син, кога се шитавме низ Рим, буквално беше како тургајд, значи осознаено, истражено во ситуација во која што сега кој раскажува на други што се треба да погледнат и да направат. Сепак на 11 години сваќате колку им значи. Ова е предсаграда фамилија, скорешното патување во Барселона, исто така искуство за нив пред се, после тоа и за нас, меѓутоа и фамилиарен момент кој што навистина останува за секогаш. Роденденот на постариот син кој што е во моментов со Шерлок Холмс опседнат, па така и тортата е тематски. Ова е моментот каде што веќе втора година поред трчаме со нив на Скопски маратон. Браво. Навистина сакаме и во таа смисла, да, и они трчаат со тоа што Максим помалиот, пошто он е фудбалерот, и со резултати, и со се без застанување. Роберт и јас ме капал. Настојано се допаѓа. Роберт и јас ме капал поспор, меѓутоа сопругот и Максим навистина се со резултати. Да, со резултати. Бркаат резултат. Јета надра, што би се рекло се уште е сепак уште една приказка каде што се шетаме. Маврово е нашата честа дестинација, Галичник, да, каде што одиме многу често, еве кога се качуваме на водносите заедно, од средно до врв, пробуваме нели да ги анимираме што е можно повеќе во природа. Тука сме во Рим повторно, пред Пантеонот. Прекрасно се гледа на нивните лица и на смевката која што може да одиме понатака. Да. Пред Колосеумот. Тука никако сакам и таа братска така приказка да ја градим. Сега додима малце на службениот момент. Посебно сум горда дека 2 години поред преку проектите на кои што работев хостиравме национална вежба за координација и симулиравме напад.
Ова е една група на луѓе од сите институции во Македонија, значи Министерство за внатрешни, Министерство за надворешни, Министерство за одбрана и сите релевантни тела кои што треба да бидат на една маса, tabletop exercise, 3-дневна вежба на маса се вика, каде што симулираме напад и цело време нападот расте во обем и се повеќе и повеќе ентитети се нападнати, како координацијата на ниво на државни институции треба да се случува во тој момент, а веќе оваа година исто донесен закон во оптек. Значи имавме ситуација во која што го вежбавме и законот колку е функционален и каде се треба да се досреди преку подзаконски акти. Ова е месец мај, само месец дена пред да се усвои законот. На последната министерот, да го поздравиме. Да го поздравиме дефинитивно, на вистина препосветен на развојот првично во првите година-две на Сайбер, сега гледаме и на дигитална трансформација, дигитализација, така што со него се донесе и стратегија, националната стратегија за сайбер безбедност, веднаш потоа и законот за сайбер безбедност, така што на вистина големи достигнувања на национално ниво во смисла на регулатива. Тука сум во Гармиш-Партенкирхен, во Германија, во една база, каде што бев на дообука за сайбер безбедност со луѓе од секаде од светот, повторно искуствата за тоа како се уредуваат државите во координација на национални инциденти, учење 2023 година е ова, учење од земите што се слични на Македонија, во обем и во големина во смисла на нација, во уредување, за да можете после тоа вие да го пресликате тие работи, да не бидеме, значи не можеме Америка да ја пресликаме во начинот како го уредува сайбер доменот, меѓутоа и како можеме да ја реплицираме, не знам, Естонија или можеме да ја пресликаме Ирска, доколку навистина тргнеме по тој пат. А оваа убавина од каде е за да пресликаме исто така, истиот тренинг, разгледница. Не можеше да не се долови позадината која што е во врвот во Германија. Ова е мојот татко. Така започнавме. За жал, меѓутоа тој навистина голем водител во мојот живот на темата. Со оваа фотографија ги затвараме вашите фотографии, еве ќе ја додадеме. Води Лежович покажува се, тука можете да. Го споменавме вашиот татко на почеток, убаво беше да покажеме и негова фотографија, да бидете во тоа време во IBM, навистина значи многу. Така да секоја чест на патот кој што го чекорите Анита. Фала. Да ги погледнеме фотографиите на Филип и да ги коментираме истите. Ја не знам дали ќе успеам вака сторителинг да направам како Анита. Ке ви таа фотографија што сметате дека треба нешто да кажете, слободно, другите нека се течат. Да, постојано сме на вакви некои настани. Ова е настанот во Словенија каде што бевме поканети како единствена компанија од регионов за ова е промоцијата на новото име, значи ние се ребрандиравме од ЦПП во Tesa Security, ова е дел од тимот, ова е дел од групацијата кој што правевме некој team building, каде што нели ги усогласувавме нашите цели визии. Исто е уште еден настан кој што го одржувавме тука за банките. Така. Исто во рамки на cyber security. Богатството на оно што значи живење. Ова е мојот најдобар пријател. Не ни го одговоривте прашањето, но ова е може би одговорот. Вашата сопруга? Да, многу, мислам, скијаме веќе долги години, така да сакаме секоја година по минимум по недела дена на снег. Ја поздравиме вашата најголема поддршка, како е нејзиното име? Марина. Ова е Вајда Вохрид. Ова е дел од тимот на Tesa Security. Кој вика дека не спортувате? Не, постојано спортувам. Имаме и ова е дел од групацијски спорт кој што играме баскет, мислам дека немаме слика за маратонските трки што ги посетуваме секоја година на Визер. Дел од колегите настапуваат и на останати интернационални маратони, али ова е некако од тим билдинг кој што се правиме. Ова е интересен настан кој што мислам дека по покровителство на ЕГА беше во Естонија, каде што дел од нашиот тим беше вклучен во реални хакерски напади и во учење на одбрана од истите, кај што се натпреварувавме со 6 држави и издвојувавме трето место тука. Одлично. Да. Ова е во Белград, каде што бевме спонзори и организатори на cyber security игра за промовирање на cyber security во регионот. И тука е една од првите промоции кои што направивме со новото име и доста успешна игра се покажа. Ова е нашиот мини security operation center.
каде што луѓето, нели, нашите простори, уствари. Дел од амбиентот, што значи безбедност во дигиталниот свет. Господине Симеонов, што е она што ние ве прашавме, сакате да го споделите за целата македонска јавност? Нешто што сакам да посакам само на младите, дека она што го кажав и пред тоа, дека треба да малце повеќе се пофокусираат на сабер безбедност и дека но и луѓето дека да ја гледаат и компаниите и државата да ја гледаат областа за сајбер безбедност како едно, како што се гледаат своето здравје, односно безбедноста, да како што имавме во короната, ќе парафразирам, како што имавме во короната дека треба да примаме витамини и постојано примаме витамини, да ставиме маска, така. Да ставиме маска, имавме некои правила, бенчмаркови кои што ги следевме, така треба и во безбедност, односно да внимаваме од кого добиваме порака, да внимаваме да инвестираме во безбедност, значи секоја инвестиција во здравје и во безбедноста ќе ви се врати назад, затоа што не знаете какви стресови се тоа на луѓето кои што доживеле хакерски напади. Ние имаме буквално... Кажете ни накратко во пресрет на денот за безбеден интернет. Што треба да знаеме како еве обични корисници на интернет? Како да се заштитиме бейзик или базично ќе кажам? Едноставно, она што не е за вас, што знаете, дека не сте направили, тоа не е за вас. Мислам, некој сака да ве злоупотреби или злоупотребувате податоци. Едноставно, внимавајте дали очекувате да добиете нешто. Едноставно само тоа и да бидете внимателни од кого го добивате тоа. Добро. Значи не може вие да го добивате од мене, не очекувате ништо од мене да добиете. Така да едноставно очекувањата и внимателноста на пораките, пред се на пораките, затоа што приметувам дека најчесто сега се SMS пораките во социјални мрежи, SMS пораки. Социјални, да. И исто и социјалните мрежи, значи социјалните мрежи, да, мислам тука немаме заштита, тука имаме само свесност. Значи да бидеме предпазливи и два пати да размислиме пред да направиме следниот чек. Два пати прочитајте, дефинитивно. Возрастната популација е она што не гледа во најголем број, но тука би ве прашал, бидејќи често знаат да ја дадат картичката со која што плаќаат во маркетите и да го кажат пинот на глас. Дали ова е грешка? Најголема грешка, значи толку лесно во денешно време се копираат тие картички. И гледаме начин, секогаш постојано бараме начин како тоа да го заштитиме, иако вие го кажете. Зошто е грешка? И Mastercard може да ни се, како може да се скопира лично да се скопира или има луѓе со фотографска меморија, ќе го запамти бројот на картичката и потоа може или да ја клонира или да ја искористи на интернет. Но со кажување на пинот, вие автоматски отварате можност да таа картичка го биде клонирана или украдена, веднаш да биде искористена нормално, да се искористи за злоупотреба на финансиски средства. Во ова малку време доволно добри совети дадовме. Тоа е многу длабока тема која што може и илјадници примери имаме каде што може да ги раскажуваме, но треба многу време дефинитивно. Анита, прашање кое што не ви го поставивме, сакате да го споделите со целата македонска јавност? Пред се на глас никогаш да не ги кажуваат на каса пиновите, шорт кат до сето ова што го зборевме. Јас нешто што не спомнавме денеска, пак е во насока на младите, во насока на тоа да бидат поотворени кога станува збор за нивниот избор на кариера и од кога ќе тргнат по некој пат да веруваат во менторството. Секогаш барајте си ментор, секогаш пробувајте да одите на пракса, секогаш почнете уште после првата година на факултет со практична работа. Сите врати од тогаш ќе ви се отворат. Значи изберете човек или два, наметнете се во позитивна смисла каде и да почнете да работите, макар и волонтерски, за да дојде некој до вас и да почне да ве менторира, бидејќи се што се учи на факултет е теорија, меѓутоа праксата е таа што утре ден вас вистински ќе ви ги даде вештините за навик и која што навистина ќе ве направи професионалец. Бидете етични, бидете морални, нема брзи добивки. Значи нема quick wins, нема прескокнување на делови од растот во кариерата, него постепено, постојано учете, lifelong learning, не е случајно кажано дека постојано ќе се менуваат работите. Посебно сега со вештачката интелигенција, преку ноќ ќе ги снимува нашите позиции, ќе не менуваат одредени технолошки унапредувања, меѓутоа со постојано следење и учење, навистина може да се стигне далеко. Колку моралот и етиката во вашата професија го има или пак се злоупотребува?
Па, подолу кога споменав дека сум привилегирана што работам во ИКТ индустријата, е токму една од причините и заради тоа. Во ИКТ луѓето се многу свесни, многу, да кажам, прошетани и еманципирани, многу образовани и заради тоа моралот и етиката се на многу високо ниво. Многу верувам во морал и во етика, се обидувам да бидам навистина веродостојна на тоа што го кажувам, навистина зборот и дома дури кога е даден пред децата е многу тврдо кажан и секој од нас тежи колку што му тежи зборот. Така што навистина сметам дека треба да се градат генерации во таа насока и да се врадат некои вредности кои што малку се заборавени, на кои што не обрнуваме внимание, колку што треба да се обрне внимание. Ви благодарам многу. Стојан, нешто што не ве прашавме, сакате да споделите, сметате дека сте должни да го кажете како некој кој навистина успеал во нешто? Па може би повеќе должен, прашањата беа супер одлична дружба, само би сакала една препорака. Бавење со спорт, со било каков спорт, особено веќе не е порано да се кажуваше кај помладите и кај помлади кај постари, бидејќи веќе сме сведоци на некој, да кажам, виртуелен свет, телефони, лаптопи, седечка позиција и така натаму, не за спортска култура и спортски перформанси професионално, туку една општа базична физичка култура која што мислам дека доколку има било каков спорт или физичка активност го олеснува животот. Значи штити од хронични болести, не прави поздрава нација, што мислам дека треба да поработиме, да се практикува. И тоа е една моја вака јавна препорака. Го споменавме моралот и етиката, колку во спортот се заобиколува, применува или пак воопшто не се почитува? Па ја би рекол интернационалните кругови, примарно морал и етика, мислам дека за секој човек, без оглед во која сфера да действувате, се па може би едни од најважните. Има моменти каде што тоа се злоупотребува, најчесто се злоупотребува кога сака да се прикриваат одредени работи поврзани по претходно на што го спомнавме со злоупотреба на одредени не се тоа суплементи, него се супстанции кои што се секогаш на црна листа. Сведоци сме и знаеме дека веќе врвниот спорт е прашање колку е чист и здрав спорт, меѓутоа без морал и етика ја мислам дека не може ништо да функционира и доколку функционира тоа е навистина краткотрајно. Господине Симеонов, да завршиме со вас, бидејќи сте дел од една од најбрзо растечките индустрии, колку моралот и етиката треба да се почитуваат во сајбер светот? И колку AI придонесува за ова некако да биде невозможно? Да биде невозможно. Да нема етика и морал. Етика и морал дефинитивно. Ние на сите луѓе кои што и сите вработени кои што се вработуваат кај нас, прво мораме да работиме на тоа, па потоа да идеме технички дел. Дефинитивно она што го учат они од практични примери, од практична гледна точка, дефинитивно може да го искористат утре во неморални и неетички цели. Дефинитивно и затоа внимавам и со договори, со едукација, пред се и менување на мајндсетот, на свеста и дефинитивно е предизвик. Така. Зашто не знаете утре што носи денот. Да. Така. Зато имаме ние некакви проверки, не некакви ниво, точно знаеме какви проверки имаме као бекграунд чекови, какви се позадинските активности на одреден работник. Така. Тоа е нешто што и стандардите веќе го наложуваат. Да. Јавно ви благодариме што одвоивте време денеска да бидат. Убаво си поминавте. Така. Лично благодариме на вас. Ние за да го задржиме вниманието сме и морални и етични со оглед на се оно што го пласираме. Милена, мислам дека денеска имавме одлични соговорници со кои не кратко е времето. Аз секако ни е убаво, ако тие си помина убаво, значи имаме успешна емисија. Кога имаме ваков еден собир и сме навистина инвестирале време сите, многу да научиме, секој од нас многу научи денеска. И мислам дека со тоа кога ќе се заминеме од тука, навистина јас толку многу научив, значи денеска и од вас и од Филип и од Стојан, така да навистина мислам дека тоа е исто уште еден додатна вредност на денешната дружба. Благодариме. И ние учиме секојдневно и од нашите гости, а и од вам гледачите кои ни го давате вашето внимание и дозволувате да бидеме ваш пријател во домот. Не менувајте го каналот и натаму остануваме да бидеме најдобри во македонскиот етер.